Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, добар ден, ви благодарам што сте и овој пат на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. Моја денешна гостинка и соговорничка е нашата поетеса Десанка Николова. Во ова издание предвидено ми е да дадеме фокус и да ја испромовираме медиумски незината најнова книга, стихозбирката Македонствување, или Грудка во грлото, и од другата страна Македонствување или Мудровезби. Велам добре дојде токму за нашата Десанка. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел еве повторно од своја страна со нова тема. Добар ден, поздрав до гледачите на телевизија Сонце. Задоволството е моје и ти благодарам што ме покани и што ме удостои да бидам дел од твојата емисија од своја страна, која што навистина сметам дека е вистинско место и вистински момент за да проговориме за македонствување и медиумски да ја промовираме. Токму така, Деси, Македонствување доживеа својата промоција во ноември минатата година во твојот роден Велес, градот на Рацин, автентично, на посебен начин, промоција за која што се уште се говори, промоција која што многумина и расплака. Зошто македонствување и зошто токму сега македонствување? Македонствување, како што самата кажа, затоа што и беше дел од промоцијата на македонствување, својата промоција ја доживеа на 27 ноември минатата година, значи пред околу 2 месеци, пред неполни 2 месеци. За промоцијата се уште се зборува и ќе се зборува уште долго, затоа што промоцијата немаше да биде тоа што е ако не беа моите премиерци, ако не беше мојата промоторка Анита Станинова Мирчева и секако издавачката Куќа Збор, чие што издание всушност е Македонствување. Зошто македонствување? Македонствување ни е потребно повеќе од било кога. Значи, ова е вистински момент кога сите ние како народ имаме потреба, насушна потреба од македонствување. Затоа што македонствување е воскреснување, чување, негување на се наше македонско. Македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонската култура, македонската историја. Се јавува во момент кога сите ние се пробудуваме од некој си невидлив сон или од нешто што го преспавме, што го премолчевме, и затоа сега мислам дека е вистински момент за македонствување. Беше ли предизвик македонствување за вас, знаејќи пред тоа каква поезија поминала низ вашите раце? Вака, македонствување, стихозбирката Македонствување всушност е поетски манифест, концепт кој што е составен од 2 стихозбирки. Кога ќе завртите од едната страна, имате стихозбирката Грудка во грлото, а кога ќе завртите од другата страна, имате стихозбирката Мудровезби. Се чини дека едната страна е опачина, другата страна е лице, но не, ова е стихозбирка која што нема крај, има само 2 почетока, затоа што Македонија е љубовна, приказна, без крај, приказна која што се пишува, ќе се пишува, значи вековно долга стара и уште векови ќе трае. А кога ја пишував Македонствување, најпрво чувствував голема одговорност, чувствував страв, но и потреба да го кажам сето она што ме стегаше, сето она што го носев, сето она што ми беше товар во мене. Навистина е голем предизвик кога се пишува посебно патриотска поезија, кога се говори за Македонија, кога се говори за македонскиот јазик, затоа што ние како генерација имаме таа одговорност да бидеме погласни, да не го премолчуваме она што го премолчуваме, да го кажеме она некажаното, да го речеме недореченото. Македонствување е токму тоа. Македонствување е гласот на секој македонец. Крикот кој што секој од нас го носи, но ете, се заглавил како грудка во грлото, застанал тука некаде, не излегол. За кого е наменета претежно стихозбирката? Значи ли тоа дека таа е наменета за секој македонец кој што си ја сака татковината, кој што...
Македонствување наменета за секој кој што ја сака, кој што ја љуби искрено Македонија, без разлика дали е македонец, дали е албанец, дали е турчин, дали е србин, дали е влав. Значи за сите кои што ја сакаат искрено Македонија и ја носат македонштината во себе. Наменета е за сите возрасти од 7 до 77 години. Значи не можам да кажам дека ова е поезија за возрастни или дека станува збор за поезија за наменета е за сите генерации, за оние кои што знаат како се сака татковината, но и оние кои допрва треба да учат како се сака, затоа што татковината, љубовта кон татковината, кон родниот јазик, кон родната земја се учат од мали нозе. Тоа е оној код кој што ние го носиме во себе, но треба да го разбудиме, да го негуваме, да го гаиме, го ткаеме. Така. А значи ли тоа дека и наменски се пишуваше книгата или сето тоа одеше спонтано па реши да си ги собереш сите необјавени песни токму за оваа тема, токму за Македонија, па да си ги собереш во една нова стихозбирка? Како се создаваше македонствување? Во принцип не сум автор кој што пишува со намена или со намера. Кај мене се настанува спонтано, настанува секундарно, во момент под наплив на силни емоции, затоа што мене поезијата ми е живот, животот ми е поезија, многу пати тоа знам да го кажам. Значи песните не се наменски напишани, песните се толку спонтано напишани, но се напишани под голема емоција, со многу силен жар кој што се чувствува во секој стих, затоа што секој стих носи своја порака за тоа како се сака татковината. Значи тоа е за делот од песните кои што се сместени во грудка во грлото. За разлика од грудка во грлото, мудровезбите се исто така љубов кон македонскиот јазик, љубов кон македонската традиција, но една поинаква форма нудат мудровезбите, затоа што секоја мудровезба представува метатекст, односно интертекстуално во секоја мудровезба се читаат нашите стари мудрости, старите пословици или пораки од македонските народни приказни. Секако сите проткаени со животно искуство, почувствувано на своја кожа и на еден начин мудровезбите делуваат мотивацијски за читателите, затоа подоцна ќе ти кажеме какви пораки ми испраќаат оние кои што ги читаат, но мудровезбите се и својвидно соочување со самата себе, само помош да се пребродат некои животни ситуации, после се она што на дискус ми го понуди животот, но во негативна конотација. И не само за мене, значи не се само моја извојувана битка, мудровезбите многу се радувам што мотивацијски делуваат кој голем дел од читателите, оние кои што ги прочитале не само на Facebook, туку оние кои што веќе ја имаат книгата ја имаат е стигната до многу читатели. Баш пред некој ден имав ситуација кога пациентка болна од канцер, која што оди на хемотерапија, ми испрати порака и ми напиша: ако те немаше, ќе требаше да те измислиме, ти благодарам што постоиш, твоите стихови ме враќаат во живот, секогаш кога одам на терапија, со жените кои што ја делиме собата и болничките кревети, коментираме и читаме од твојата поезија, затоа што таму наоѓаме причина за живот и учиме како да бидеме силни. Слична таква ситуација имав со една поранешна колешка, чиј што сопруг е инвалид неподвижен, која му чита од моите стихови и мене тоа ме радува дека луѓето наоѓаат нешто свое, наоѓаат парче од нивната душа, затоа што кај мене во стиховите навистина има душа. Може да се најде душа, некоја извира, некоја посебна топлина. Не дека јас си ги пишувам и така си ги доживувам, но тоа е навистина. Значи ли тоа дека внесуваш во мудровезбите и нешто твое, автобиографско? Да. Значи, најголем дел од мудровезбите се, како што реков, соочување со самата себе, се победа, своевидна победа, но и мотивација како да се продолжи кога животот ќе те бутне. Значи, јас досега не сум проговорила јавно од 2017 година, кога ми диагностицираа едно заболување, значи се соочувам со ретка болест. Затоа немам говорено, можеби некогаш во некоја следна емисија. И секој ден ми е победа.
мудровезбите всушност ми помагаат да го надминам сето тоа кое што го поминувам. Многу е убаво кога ќе се чуе дека поезијата делува токму на таков начин, токму и тоа незината намена и претпоставувам многу е убаво и за тебе како автор да твоите стихови се читаат и твоите стихови допираат токму онаму каде што се и најпотребни. За да не говориме напразно, јас би сакала еве дел да прочитаме. Кога од некој заминуваш, мене тоа ми остави такав впечаток сега, еве моментно, на 73-та страна Мене од ќе ме биде задоволство ти да Мудровезбите. го прочиташ или сакаш јас да го прочитам? Јас сакам ти да го прочиташ. Јас ќе го прочитам. Да. И тоа со задоволство ќе го за прочитам. за да го доживееме токму онака како што е замислено. На 73-та од Мудровезбите. Кога од некој заминуваш, не свртувај се назад. Не земај го делот што од себе го оставаш. Остави. Нека ти има и кога најдалеку ќе бидеш, оти тогаш се на тебе ќе мириса. Или повиот чај, и јоргованот што цвета, и дождот во ноките на април, и багремот крај шините, возот што го поздравува. И во талогот на кафето ќе ти има, и во прегреаното вино со цимет. Ќе те има и ќе те нема. Во отсутноста најприсутен ќе бидеш. Но штом си заминал, сепак не враќај се. Кога иста книга читаш, крајот ти го знаеш. Кога ист филм гледаш, знаеш како ќе заврши. Сите приказни исти не се. Кога некој заминува, ист крај имаат, а секој крај велат нов почеток е. За оној кој во себе верува, за оној кој знае да живее. Кога од некој заминуваш, не враќај се назад. Ништо нема да се промени. Само повеќе ќе те боли. Значи има тука ги има такви, например јас имам свој омилени животот за некој маќа, за друг маќа, ни сито и решето, кога една врата се затвора, друга се Доста отвора. интересно е што доста од Ситиот на гладниот не му верува. песните, да, се споделувани по социјалните мрежи. Очекуваше ли таков фидбек од читателите, дека тоа ќе се случува, дека... Искрено не и тоа многу ме радува кога ќе си прочитам делови од песна, кога ќе видам цела песна споделено. Многу се споделуваат моите стихови, посебно овие Мудровезбите, но се споделуваат и патриотските песни од Грудка во грлото. Тие па, за разлика од Мудровезбите, песните од Грудка во грлото многу ги рецитираат, посебно нашите во диаспората. И јас тука сакам да ја поздравам цела диаспора во Хрватска, во Швајцарија, во Германија, во Австралија, секаде каде што допираат овие песни. И многу се радувам кога ќе ми испратат линк, кога ќе ми испратат видео од некој настан, од некоја приредба и твоите песни ги рецитиравме, посебно ги сакаат пуста да остане туѓината, македонскиот јазик, јазикот е нашата тковина, се викам Македонија, песна која што многу потресно и многу емотивно ја доживуваат нашите во светот. Но истите тие песни се рецитираат и тука на приредбите, и во основните, и во средните училишта. И ја навистина сум среќна поради тоа, затоа што нема поголем успех и поголемо задоволство од еден жив автор да знае дека неговите стихови си го пронашле вистинскиот пат и допреле до читателите, до оние на кои што има наменета. Македонствување носи многу силни пораки и вреди да се прочитаат, вреди да се слушнат. Македонствување многу се бара и во библиотеките, ја бараат и по училиштата. Така, овде ќе кажеме и дека првото издание веќе е распродадено. Веќе е распродадено првото издание во текот на месец февруари, односно кон крајот на месец февруари, ќе излезе второто издание на Македонствување. Имам некои дилеми дали да биде проширено, дали да остане исто, затоа што имам песни кои што не ги стави во Македонствување, но сметам дека треба да се стават. И крајот на месец февруари го очекуваме второто проширено, најверојатно. Значи ли тоа дека и со новото издание ќе имаме можеби нови промоции, ќе ги опатите можеби другите градови освен вашиот роден Велес? Да, секако, не само со новото, ние промоции ќе имаме на почетокот на февруари. На првата промоција е закажана во книжарницата на литература МК, тоа се работка со издавачката куќа Збор. Така. Не чекаат во Кочани, не очекуваат во Струмица, во Радовиш и секаде низ Македонија, каде ќе стигнеме ќе видиме, но овие неколку кои што се договорени се сигурни и
реков и пак речам за македонствување допрва ќе се слуша, за македонствување допрва ќе се зборува. Значи јас очекувам дека до крајот на годината македонствување ќе има и трето издание. Може би делува многу оптимистички, но со оглед на интересот кој што постои за македонствување, не само од читателите, туку и од училиштата, од основните, од средните училишта, од интересот кој што се јавува од македонските здруженија во диаспората. Очекувам дека македонствување ќе го доживее и своето трето издание во оваа 2024 година. Тоа можеби ќе ми ги поремети плановите, она што го планирав за оваа година. Тоа ќе беше моето следно прашање, дали се работи можеби на нешто поинакво, на нешто ново, што да очекуваме од Деснанка Николова, нешто поинакво од поезија можеби? Така, значи веќе подготвена моето 10-то дело, романот Белег за препознавање, роман кој што е наменет за деца и млади, но повторно за сите генерации. Една интересна приказна, во кое што можеби ти ќе се пронајдеш, затоа што не откривам многу, настаните се измислени, некои од имињата се дури реални, но ликовите се сите реални во Белег за препознавање и мислам дека ќе пробуди интерес. Предвидено да се отпечати во првата половина на оваа година, но се зависи од тоа како ќе се одвиваат работите со македонствување, доколку македонствување се уште актуелно, Белег за препознавање можеби ќе го одложам за подоцна. Подготвена е и поезија за деца, работам на една сликовница и на една боенка, тие се наменски за празниците, во соработка со издавачката Куќа Збор, која што стои позад мене како автор. Значи во континуитет... Да, се пишува, се работи, да. Мене ме радува што навистина имаме многу нови автори, многу македонски автори издаваат, пишуваат, добиваат сила. Ме радува поддршката која што институционално се дава и преку Министерство за култура и преку општините. Значи многу општини ги поддржуваат авторите, преку поддршка даваат на промоциите со финансиски средства за издавање преку нивните програми за култура и тоа е особено за поздравување, затоа што само на тој начин можеме да го чуваме, да го негуваме нашиот македонски јазик и така вистински да македонствуваме. Оти колку повеќе дела, колку повеќе проекти имаме на македонски јазик, ние така го држиме јазикот жив, затоа што нели јазикот не е жива материја. Како созреан автор и поетеса денес, неспорно е дека во целиот изминат период позади вас давате несебична поддршка на младите луѓе, на младите автори кои што нели навлегуваат во тие води, колку денес се охрабруваат да објават нешто свое и колку им значи поддршката токму од луѓе како вас. Се јавувате и како рецензент. Еве последно ми остави впечаток во Валандово, чинам беше промоцијата на 10 годишната Драгана. Да. Искрено за почит. Искрено ни требаат повеќе такви луѓе. Да, мене секогаш ми е задоволство, секогаш со огромно, со отворено срце прифаќам да бидам поддршка, да им бидам ветер во грб на младите автори. Знаеш, ти самата, значи нешто што лично го имаш доживеано и секогаш се гордам, викам дека тоа се мои деца, како што и ти си моje дете. Последно во Валандово се случи промоцијата на 10 годишната Драгана Рајкова, која што во моментов е најмлад автор, издаваат, се охрабруваат, тука секако е многу битна и поддршката од семејствата. Мене ме радува што голем дел од родителите, чии што деца пишуваат, знаат да го препознаат, знаат да го ценат тоа и им се поддршка на децата. Јас како автор секако тука сум да помогнам стручно, да ги насочам, со драго срце ги промовирам, пишувам рецензии и има Македонија, има многу талентирани деца кои што пишуваат. Ќе го издвојам и годинишниот добитник на Гран При наградата на Рацинови средби, едно младо момче од Босилово Струмичко. И исто таму Струмици има многу талентирани деца кои што се јавуваат на конкурсите. Јас многу често сум и во жири комисија на литературни конкурси, знам кој се како пишува и со големо задоволство
сакам да ги поддржувам, да ги насочувам и многу се радувам кога ќе видам деца кои што пишуваат, деца кои што се издвојуваат со својот талент од генерацијата и кои што прават нешто поразлично, а толку многу убаво и оригинално за разлика од Чина ми рациновите средби се една таква манифестација која открива такви таленти, Да. кои дефинитивно таму може да се препознае кој пишува убаво. Мислам, дефинитивно открива таленти таа манифестација. Посебно детските рацинови средби. Така, детските. Говорам за детските. Моето прашање е, живее ли Велес во духот на Рацин? Се случува ли во Велес поезија? Се случува ли убав пишан збор? Значи Велес, самиот Велес е поезија, самиот град е поезија, живее и го негува духот на Рацин, онака рациновски, моќно. Пред крајот на 2023 на 22 декември чествувавме 115 години од Рациновото раѓање. Имаше промоција на фондот Рацин, убаво дело, убава работа која што за градот ја направи графичкиот дизајнер Ласко Ѓуровски и фондот го подари на градот. Навистина Велес има со што да се гордее. Не само со Рацин, значи јас тука и Колена Дилковски ќе го спомнам, без разлика што нели потекнува од војница, но сепак е тоа велешки автор. И заедно со Рацин е еден од основоположниците на современата македонска литература. Сега филмот кој што се прикажуваше за Рацин, Да, сега ќе го спомнеш. Исто така некако го раздвижи, го размрда, го разбранува оној рациновски дух во Велешани. И Велес има со што да се пофали. Има автори, имал и ќе има плодна авторска почва. Така, покрај сето она најавено, каде можеме да ве очекуваме следно, можеби со некоја промоција, кажавме сега ќе во литература, на некоја наредна манифестација нешто да ни најавите, некој можеби поетски фестивал? Сега е многу рано да говориме за поетски фестивал. Допрва се прават плановите за поетските фестивали. Секако ќе го најава моето учество на литературни искри во Гостивар, на Антево перо, на Антево слово, во моментов е во тек. Значи со задоволство прифаќам секаде каде што сум поканета. Сакам да се слушне мојата поезија, ги сакам овие поетски дружби. Ќе имам гостување по училиштата. И тоа е тоа што сега можам вака во блиска иднина да го најавам. Давате ли како автор шанса на македонски автори? Најмногу. Јас и моите пријатели од Арс Ламина, издавачката куќа, поттикнуваме читачки навики. Арс Ламина обезбедуваат книга подарок за секој мој гостин. За вас ја одбрав Смртта не е крај од Владо Јаневски. Се надевам дека Ти благодарам. ќе си најдете време, ќе си ја прочитате. Време секогаш имам за Секогаш читање. за читање, да. Јас секогаш имам време за читање, дури и кога немам време се наоѓам. Со задоволство оваа книга ќе биде дел од мојата библиотека. Ја немам, значи не сум ја прочитала. Сум погодила, Да. значи тешко е автор да погодиш што има што нема дома. Да, македонските автори со задоволство ги читам и најмногу сакам да читам македонски автори. Сега последно ги читав најновите изданија на издавачката куќа 3, Вики Танчева Златева со Бела Сама и Милена Селјановска, која што релативно млада најавува многу зрели дела. Романот Ронлива на Милена. И сакам да ги читам нашите автори. Значи јас сум автор кој што и како читател секогаш му дава предност на нашето, на македонското, на домашното. Значи онака патриотски, македонски си македонствувам. Така. Да измакедонствуваме еве и при крајот на емисијата. Јас би сакала да прочитаме уште нешто. Еве токму македонствување. Не, се викам Македонија. Ајде се викам Македонија. Се викам Македонија. Еве пак ми доаѓаш во сонот. Те гледам како девојка облечена во бело. Со фустан долки стапала боси, во дланките езерски бисери и капки роси. На челото звезди, со расплетени руси коси. Во косата место шнола, вергината ја носиш. Ми доаѓаш со чекор бавен, а секој твој чекор ми отвора душа. Во звукот од далеку што иде, за дридјето и нивјето со жито, чиниш тапанот од тешкото го слушам.
ми велиш, молитва ти носам од манастирот крај патот, а гердан од солзи ти тежи на вратот. На плеките карпата налегнала, со синџир крвав ја стегнале. Та не знаат ли колку те боли? Од болката твоја солзи ми течат. Ти свиткана на колена паѓаш и молиш, а со секоја реч посилно болиш. Исправи се ти велам, а ти пак продолжуваш. Ова што остана од мене, не давајте да го делат. Од Шара до Дојран, од Малешевијата до Пелагонија. Не викајте ме со друго име. Се викам Македонија. Јас само ќе го потврдам она кое што професорката Анита Станинова го кажа на твојата промоција, а тоа е дека таа кажа ученикот го надминал учителот и кажа дека кога станува збор за поезија, деси е мајстор и на деси нема рамен. Јас тоа ќе го кажам и ќе ти се заблагодарам што ја прифати мојата покана повтор пат да бидеш дел од своја страна, што ја прифати мојата покана да македонствуваме во студиото на телевизија Сонце. Го очекуваме не второто, третото издание на македонствување. Уверена сум, не се сомневам дека ќе се случи. Деси ти благодарам што македонствуваш од името на секој еден кој што можеби не може преку поезија, што си гласот на секој еден кој што си ја сака татковината, кој што си го негува јазикот и кој што знае кој е, од каде е и зошто е. Уште еднаш ќе ти се заблагодарам овде и да се гледаме само за убави работи. Ти благодарам и јас на поканата, со задоволство ќе дојдам, ќе проговорим и за второто, и за третото, и за петото, и за десетото издание на македонствување, да, секако и за романот, но кога сме веќе кај надминувањето на ученикот и учителот, нели, секој учител е горд на својот ученик, јас сум горда што имам вакво дело пред себе, значи како што си ти ме надмина во тој дел и драго ми е што ете во еден период од животот можев да ти дадам и тебе насока. Можеби во најзначајниот период. Можеби во најзначајниот, да. Можев да ти дадам тебе насока и секогаш со гордост кажувам мојата Викторија, секогаш ќе се гордеам со тебе и секогаш со задоволство ќе се одзвам на твоите повици да бидам дел од твојата емисија од своја страна. Ти благодарам уште еднаш и тебе и на телевизија Сонце што бевте одлични домаќини, што дадовте простор македонствување да доживее медиумска промоција, да се слушне за македонствување и сите оние кои што ја сакаат Македонија да ја почувствуваат грудката која во себе ја носат, но и да се обидат да ја извадат преку стих или преку читање на стиховите од македонствување. Ти благодарам и за убавите зборови, меѓутоа ајде на самиот крај да кажеме каде може да се снабдиме со македонствување, каде можат нашите гледачи доколку се заинтересирани да си ја купат, да си ја снабдат за во нивните домашни библиотеки. Со оглед на тоа дека првото издание веќе е исцрпено, да, може со нарачка преку издавачката куќа Збор и мислам дека има уште некој примерок во Литература МК, во Антолог во Скопје и не знам, мислам дека и во Сакам книги треба да има. Па може би најлесно така. Но најлесно преку издавачката куќа Збор, најлесно ќе дојдат до примерок. Токму така. Ти благодарам уште еднаш. Така е, почитувани гледачи, медиумско промовирање на македонствување. Имавме шанса делумно да македонствуваме токму со авторката на стихозбирката Деснанка Николова. Се надевам дека со ова издание од своја страна допревме и до вас, го допревме она македонското, она татковинското. Се надевам дека уживавте во овие 30 на минути. Овде ќе ви се заблагодарам за вашето внимание и ќе најавам наша наредна средба за една седмица од сега. До тогаш бидете добри и чувајте се.